Јас сум еден од оние, како и вас, кои што мечтае дека ќе си го задржиме младиот свет конечно да ни остане овде. И голем дел од луѓето кои што ни се надвор, по целиот бел свет, по полека ќе ги враќаме назад во Македонија. Многу од вас, каде и да ве сретнам по светот, ми кажуваат: зимам 2000-3000 евра во Италија, во Германија, во Швајцарија, ама да имам 500 евра дома да заработам, не би ја напуштил Македонија, ќе си останам овде да работам. Јас го знам тоа дека е така, но за жал, нашата земја до таму до каде што е стигната не обезбедувано минимум услови за достоинствен, квалитетен живот на сегашните и на идните генерации. Сакам да знаете дека Македонија има големи пријатели по светот. И Америка, и Европската унија, многу земји, но ние сме тие кои што може да и помогнеме на Македонија. Најмногу ние, нашиот народ. Мене ми е драго што овој период, кога решивме да го отвориме проектот Вистината за Македонија, нашиот народ ни се сплоти без разлика на вера, етникум, политичка припадност. Сега сме сите заедно во една голема надеж и iščекување дека оваа криза политичка која што постои во Република Македонија, преку преговорите дефинирана во договор, ќе изнајдеме решение по полека државата да си ја враќаме во нормала. Денеска во Македонија нема судство ако сте прав. Тешко правда да добиете, освен ако сте со власт. Ако сте работник, тешко да заработите за достоинствен живот за своето семејство. Ако се борите за демократија, за правда, за еднаквост, тешко ќе ја дочекате. Тие се најглавните причини зошто нашиот народ ни бега надвор од државата. Но денеска сме исправени после оваа криза по полека да ги враќаме институциите во нормала. Да создадеме заедничко катче каде што сите ќе сме еднакви, каде што ќе обезбедиме достоинствено и квалитетно образование за децата, добро здравство за сите, да создаваме земја чекор по чекор да стане земја за почит, со која што сите ќе се гордееме. Знам дека е илузија и дека не можеме веднаш да очекуваме дека ние ќе бидеме Швајцарија овде на Балкан. Но подобро од ова што денеска го имаме, верувајте, можеме да го постигнеме. Овој наш прекрасен крај овде, западниот дел, е еден од најзапоставените краишта. Се сеќавате кога последен пат се отворила фабрика овде? Кога е инвестирано во инфраструктура? Кога може да кажете дека нешто е направено? Подзаборавено ова место. А знаете дека инвестициите најнеопходни за центар Жупа се колку еден просечен споменик во Скопје. И кажете ми дали не е жално да зборуваме дали имаме квалитетна инфраструктура, дали имаме добро здравство, дали образованието на децата е добро. Во 21 век, втора деценија веќе живееме, 2015 година. Не смееме да дозволиме да продолжиме понатаму како што било досега. Јас сум тргнат по ова наша земја не да фрлам лопат, не да правам популизм, да се видиме со луѓето, да пуштаме на позитивна порака. И од партија и преку глава име на сите. Водам голема партија, партија која што е државотворна, но верувајте дека партиите треба да ни бидат значајни, но значајни од втор степен. Државата мора да ни биде на прв план.